70-годишниот Ибрахим Едипов од село Црник со голема желба и мерак речиси целиот свој живот изработува трмки познати и како улишта. Техниката ја научил од своите прадедовци, а за да изработи квалитетно улиште, употребува исклучиво гранки од ракита, вид на врба која е најпогодна за изработка на трмките, кои исклучиво служат за заштита на пчелите и за складирање на незиниот најквалитетен производ – медот. Тоа се прави за да збира мед, пчелата, а друг помалечок од тоа се прави па за ловење пчелата. Може да се користи и големиот за ловење, али има си посебно, после лесно носат помалите. Увид толку доди таа големина за ловење. Те таа големина доди за ловење пчела. А иначе, кога се исплете за да биде за мед, таа ширина ќе доди. Работата е тоа, може со пофит, али поздраво е со ракита. Со ракита е најздрава изработка. Ракита е врба. Ракита, врба, да. Освен основата која е најважен дел за изработка на улиштето, како што појаснува Едипов, исто така важен дел и премачкувањето на трмката со глазура, бидејќи на тој начин улиштето најдобро ги штити пчелите во зимскиот период. За да не излази пчелата од никаде и ги е топло. Ото една може да зимува тук. И слободно зимува. Кошар ми е потопло него у сандъко. И она си од никаде нема друг излаз, само од тук. Тук е отвор, ама треба да е равна даската. Од тук е лезо, тук влази, тук излази. И нема проблем. И кога го напъни мед, тоа е кеф. Иако ги сака пчелите, Едипов не ги одгледува веќе 7 години, бидејќи имал проблем со здравјето, а и моментално се грижи за неговата сопруга која е неподвижна. Јас за моја си потреба правих неколку, ама измреа пчелите пред 4 години и сам ги баталил тие работи, ама ќе почна пас с пчели. Моментално сме пензионери, бабата е непокретна, с неа се повеќе баратам. Това е толку. Чичко Ибрахим го оставивме во неговиот дом во Црник да внимава на сопругата, но и да ужива во разговорот со своите внуци, кои како што вели, му се најголемото богатство во животот.